Денешниот 28 април е уште едно подсетување дека тука на ова место пред 22 години се случи едно зверско убиство во еден од најкрвавите и најгроморозните убиства во новата македонска историја. 22 години подоцна ниту една власт, ниту ВМРО, ниту СДСМ, ниту било кој орган во државата не се обиде да направи истрага за ова громорозно убиство. Дотолку повеќе што во Министерството за внатрешни работи има документ од кој јасно се гледа кои се организаторите, кои се извршителите, а исто така има конкретни податоци и за терористичко-диверзантската група која што е спремена во Косово и која што е пуштена на ова место да го изврши ова злосторство. Уште побитно е што во тоа време фатени се и сигнали, телефонски разговор на актуелниот претседател на собранието Талат Џафери, кој е во координација со диверзантско-терористичката група и која што го знаела правецот на движење од касарната Тетово тука на кај селото Вејце. Исто така покрај бранителите кај Вејце, на филмска лента во тоа време се одвиваат убиствата на сите македонски бранители. Загинаа околу 80-тина, на прсти може да се избројат тие што загинаа во директна борба со албански терористи и се загинаа во заседа, откако претходно терористичката група им го знаеше правецот на движење. Меѓутоа, ние како единствена Македонија секогаш ќе бидеме на страната на македонските бранители и се заветуваме од тука, од ова место, дека нивниот статус мора да биде решен и било која идна народна власт во државата со национална и патриотска предолба мора да води грижа за своите бранители. Голема е почита кон македонските бранители, а особено кон бранителите кои што загинаа за татковината и го дадоа на скапото животот. Хероите никогаш не умираат. Нека им е вечна слава на македонските бранители.